Во продолжение ќе ја побарам мојата колешка Ирена Спировска, која што ја очекуваме на линк и која што ќе разговара со незиниот гостин на тема легендите на сцена ревијален ракометен спектакл. Здраво Ирена, дали се слушаме? Добро утро, Оле, поздрав до тебе и до сите гледачи на утринската програма. Добро утро секое утро. Ова утро се јавувам во живо од просториите на Спортско радио за да го најавиме вечерашниот голем ракометен спектакл кој што ќе се случува 29 октомври во спортската сала Јане Сандански и на кој што ќе се соберат најзвучните имиња од светот на ракометот. На теренот ќе се појават најдобрите македонски ракометари од изминативе децении, како и познати интернационални ракометни звезди кои што оставија печат во спортот и во ракометот. Организатор и иницијатор на овој голем спортски хепенинг, кој е наречен Легендите на терен, е Спортско радио, а јас разговарам со Тони Митев, директор и собственик на Спортско радио. Пред се, Тони, честитки за 20 годишниот јубилеј на Спортско радио, кој што решивте да го одбележите на ваков посебен и уникатен начин. Добро утро, добро дојавте Алфа телевизија во нашето радио. Добро утро, Ирена. Ние овие денови сме така малку под стрес, затоа што, како што најави, припремаме, подготвуваме, како да кажем, еден досега невиден голем спектакл спортски. Поводот, причината, да, 20 годишнина, благодарам за честитките, нека се множат. Ние административно е ова, инаку имаме повеќе од 20, некаде околу 30 на години, меѓутоа, од која е ова фреквенција 9,3 20 години. Во секој случај, размислувавме, ја неколку пати го кажав ова јавно, дека секоја година, односно, ти си била лично како наша пријателка и приватно и службено, сведок годините славиме на разни начини, меѓутоа секојаш е тоа она класично коктел, торти, свекички. Оваа година размислувавме и одлучивме тоа да биде на еден малку поинаков начин. Што значи малку поинаков начин? На љубителите на спортот да подариме еден невиден ракометен спектакл. Зошто невиден? Заради тоа што луѓето кои што вечерва ќе се соберат вкупно во еден момент се неголемата тежина на златни, сребрени, бронзени медали од највисоките спортски ракометни надпреварувања. Олимпијади, светски првенства, европски првенства, сите се по неколку злата, по неколку сребра и верувам дека скоро сите веќе имаат информација дека во Скопје дел од тие кои што играа во она елитна генерација на Вардар, кога стана па Вардар, ракометниот клуб европски шампион, на радост на сите македонци, играа во тие 2 години и сега после, кај некои после 8 години се враќаат во Скопје, се враќаат да си ги видат своите, да си ги видат пријателите и заедно со нас да го прослават роденденот. Во секој случај, тоа ќе биде еден ракометен спектакл кој што е, ајде да го наречеме, домашни против странци, иако дел од тие имаат и државјанство македонско што доаѓаат како странци кои што сега ги нарекуваме и нашата публика ги знае малку подобро и повеќе, се радувала на тие спортски успеси. Најголемиот дел од нив пристигна во тек на вчерашниот ден. Дали се веќе сите стасани или може би очекувате некој денеска да стасане посредно пред надпреварот? Се собрали двете екипи? Па ја мислам поголемиот дел, 90 и повеќе проценти се тука. Имавме убава дружба синоќа до многу доцна. Ние организацијски сакавме порано да бидеме денес за денес спремни, тие сака да се дружат, да се видат меѓу луѓето. И денеска мислам дека го очекувам Игор Карачич, кој што е исто една легенда, кој што е македонски зет и кој што 10 години играше во Вардар во Македонија. И не знам дали уште некој, генерално синоќа дојдоа Канјелас, кој што дојде од Мадрид, Штерби Карпат, кој што е познат голман на шпанската репрезентација, кој што има државјанство шпанско, а инаку бранеше за Вардар. Кои други синоќа дојдоа познати хрватски репрезентативци, тука е Златко Хорват, Мануел Штрлек,
Желјко Муса, Ренато Вугринец дојде од Белград, тој играше за Металург, меѓутоа сепак има и македонско државјанство, играше за македонската ракометна репрезентација. Име до име, кај нашите Кире Лазаров, нормално, Борко Ристовски, Стојанче Стоилов, Миркуловски, Иве Марковски, Јоновски, ќе промашам некој и една плејада на имиња, значи просто кажано, ако го кажете името, нема да сгрешите. Тука е со нас на овој надпревар. Вчера се одржа и официјална пресконференција која што го најави овој голем спортски ракометен спектакл. На пресконференцијата беа и Стојанче Стоилов и Миркуловски и Лино Челов. Лино го заборавивме, мислам, во Моабетов, инаку Лино и Веселе Вуевич, кој што е икона на секаде во светот ракометниот спорт, во Вардар, за репрезентација наша. Значи, генерално, тие двајца ќе бидат, ајде да речем, стратезите ќе ја водат играта. Да, на таа пресконференција тие што ги спомена беа, меѓутоа беа и многу други кои што не ги гледавме околу, мислам, директно изложени на пресот. Генерално, кажавме на пресот нешто што верувам дека гледачите го знаат, повторивме некои работи и најавивме, затоа што на шега еден од овие ракометни работници ми рече уште пред да почнеме, ако ги соберете или собераш овие луѓе што ги најавуваш, треба да ти дадат Нобелова награда. Затоа што ние во ракометниот свет за овие изминати 30 години не собравме на едно место во исто време. Волку, познати ликови, европски, светски и наши. Па и нашите, кои што апсолутно не може да ги занемариме, Кире Лазаров, стрелец, светски стрелец, европски стрелец, кои што не можат ни да го надминат во Европа, и уште плејада се да ни истакнувам одредени личности, ракометари, сите се имиња, и како се европски имиња, и како се европски звезди, и како се некои кои што се препознатливи во тој спорт. И со вчерашната пресконференција сакавме да покажеме дека да, веќе дел од луѓето, а во ова утро можеме да кажеме дека скоро сите се пристигнати во Скопје и вечерва не очекува стварно една магична вечер која што верувам дека ќе ја паметиме долго. Секоја чест што направивте напори и успеавте да ги соберете сите овие ракометни легенди на едно место, за да може вечерва да ги гледаме на теренот и да уживаме во нивната игра, но одбележувањето на 20 години спортско радио, 90,3, освен со самиот ракометен надпревар, ќе биде одбележано и со низа придружни активности кои што ќе му претходат на надпреварот, затоа што навистина подготвивте убав и интересен спектакл. Па да, јас и вчера на пресот реков дека не би сакал многу да откриам, затоа што ова е како една филмска проекција. Има режисер кој што води сметка за сите настани, односно наставно да нема само ракометен момент, туку да има интеракција со публиката, да има многу награди, да има многу дечиња. Ја мислам дека ќе нема место во салата од дечиња, од луѓе кои што ги сакаат тие идоли, звезди, со нив да се сликаат, со нив да направат селфи. Предвидуваме многу работи. Едноставно, јас само би кажал дека оние кои што го сакаат спортот генерално, посебно ракометот, денес не треба да чекаат да од 19 часот бидат во салата Ајна Сандански. Ја мислам дека дури би рекла малку порано пред 19 часот за да ги фатат тие други ревиални активности кои што ќе претходат на надпреварот. Бидејќи времето за жал ни е ограничено, да не заборавам да прашам колку чинат билетите, има ли се и уште влезници и каде може оние што сакаат да уживаат во вечерашниот ракометен спектакл истите да ги набават. Тогаш на кратко ја ќе кажам дека влезници мислам дека има уште нешто. Повеќето, поголемиот процент е околу 300 денари. Ја често овие денови кажувам едно кафе и кисела вода ќе се откажат од кафич, а има и некои што се да кажам малку поскапи, меѓутоа тоа се VIP влезници и места кои што се навистина погодни за гледање на еден поинаков начин, генерално 300 денари и може да се набават на самата билетара, меѓутоа модерно време Ticket X, така се вика Ticket X онлайн, и додека ние разговараме сега може некој да кликне и да си обезбеди место затоа што ги гледа пред себе целата сала кои се местата и колку чинат.
ќе биде ова вистинско уживање за сите кои што навреме ќе се обезбедат билети и ќе бидат вечер во салата Јане Сандански. Уште еднаш честитки за јубилеот, но и честитки за овој извонреден напор и овој извонредно случување кое што вечер во Спортско радио ќе му го подари на Скопје и воопшто на сите љубители на спортот и ракометот од земјава. Благодарам уште еднаш и да не должиме, благодарам на Алфа, благодарам на тебе за ова ваше гостување, односно моје гостување кај вас и ќе кажам само, не знам дали повторно и кога би се случило ваков настан, и уште еднаш ја ги повикувам вечер од 19 малку порано во салата Јане Сандански да уживаме заедно и да прославиме 20 годишнината со светските ракометни звезди. Еве, верувам дека ова точно ви дава насока каде треба да бидете вечерва и како да го искористите денешниот ден. Во меѓувреме останете со програмата на телевизија Алфа, а вечер се гледаме сите во спортската сала Јане Сандански да уживаме во играта на ракометните легенди од Македонија и од светот. Благодарам, Ирена, одличен разговор и ќе бидеме дел од случувањето што вечерва ќе се случува во спортската сала Јане Сандански.